Ама па поново ние ги викаме така. Како ги викате, ајде кажувај. Ние ги викаме путчи, би да ги научат. Правени се од дубовата свинска маса. Браво, чекай да пробаме од вашите. Чекай да пробаме од вашите. За овие колачи ние добиме прво место на вешта жена примери во Струмица. И сите си задоволат за името, колку за колачите. Како ги викате, ајде кажувај. Ние ги викаме путчи, би да ги научат. Правени се од дубовата свинска маса. Браво, чекай да пробаме од вашите. Чекай да пробаме од вашите. За овие колачи ние добиме прво место на вешта жена примери во Струмица. И сите... Домачинка е, бре, на сите телевизијски луѓе ни одржа лекција. Ем сум домачинка, ем сам да правим ручек. И си игра умеѓу време. Македонска девојче, кита шарена. Само ќе ви кажам како лупи компири Адријана Лачкиот и ги заглавив до 12 сат колегите. Денеска ќе ви кажам една рецепт како се прават пиперки црвени. Црвените пиперки мора претходно многу убаво да ги одберете на пазарче. Кога ќе ги одберете така убаво на пазарче, убаво ќе ги ставите и многу препорачливо е да ги печете на оган. Ако неам оган, ма кај да ги печем? Јас тука со мене, затоа што ви се јавувам од центарот на едно село. Добро. Сега ќе може да ми помогнете овие тука теткички, бабички кои што се мои многу добри пријателки. Еве сега кога веќе ги испековме пиперките, знаете дека треба да се излупат. Како ги лупиме? Тетка Радка, како ги лупиме? Ги влажниме прстињата и потоа ја влечеме пиперката надолу. Ева, едната пиперка излупет. Ајде, тетка Радка, тетка Блакне, вие сега да излупите пиперки. И тетки бе. Да нема семчиња, затоа што баба ми кога правеше салата од црвени пиперки немаше семчиња. Не. И секога сега оваа салата ќе ја наредите во еден убав танер, така овие се македонски стари садови, затоа што цел живот цел свет тефлон користи, нели не канцерогени, вие канцерогени садови користи. Тоа земјината тавот и многу е здрава. Во овие убави садови земјен сад ќе земете и ги наредите како војничиња. Едно црвено, друго црвено, трето црвено, четврто црвено. Мора да ставите Макдонос и мора да ставите лукче. Лукчето ситно го пропржувате во масленце и потем го сервирате. И за крај да ви ја препорачам мојата книга Македонски готвач, каде што може да се најде секаде. А за време на пауза, вие сниматели не се грижат, ќе има и за вас да пробате. Можете оваа книга да ја купите во тие книжарници и да се имате по дома, затоа што мојата баба ме научи на сите рецепти. И имате пауза, ја гледаш Адријана, врти оро. Фала многу, пријатно, живи здрави. Имате еден муавет што викат, ако имаш голем нос, значи имаш голем...
Курикулум. Така да се изразам. Ако е така, тоа што ти застаниш да правиш муавет со некоја женска, две работи ќе ги пречат на хоризонтално ниво. А таа треба да застани како на пенџере, за разговорот да течи нормално. Кај бе Светлова? Еве. Таа треба да застани како на пенџере за разговорот да течи нормално. А ти треба да се пазиш од влага и од промаја. Затоа што и двете огромни нешта течат во влажни услови. Понекогаш ќе ти е и се едно, како и да се завртиш со такви две огромни нешта, поза 69 ти е иста. Толку се слични, а сепак толку различни. Шо и да направиш со својот курикулум, без разлика колку и да е безобразно, секојаш го папат носот. Брат, се смував со женска на другар и сега е трудна малце. Ти имам речено, а не си го пикаш носот сегде. Еден од најголемите проблеми со изгледот кај мажите е келавење. Се будиш едно завајле и гледаш, се појавило едно огромно М на тлата. Си викаш М, а? Малку келјав. После некое време се будиш, гледаш, се појавило едно С на длата. Си иде С средно келјав. Тоа е то. Така, тоа е то. После месец дена се будиш, си викаш, леле, која буква ќе учиме денеска? Гледаш, то С се проширило и се појавило едно О позади. Си викаш С, сосема, дојде крај на фризурите. И многу е заебано, почват сите навики да ти се менуват. Прво и прво, не знаеш до кај да си го миеш лицето. Сите пари што си ги давал за шампон, сега за кремој ќе ги даваш. Ке го фрлиш фенот, ке си купиш еленска кожа. Ако те удрит некој потил, ке мислиш дека почело те мава. Позитивна околност е што перверите се истренирани луѓе и секогаш се внимателни со келјави типови. Избегават цело време да те прашат што фризура сакаш. Влегиш натре, добар ден, ден повелете, кафенце може? Не, се брзам. Интер што направи? Не знам, не пратам фудбал побрзо и шише ми да бегам. Добро. Како ќе ја правиме? И почвиш, од овде пушти, ваму скрати, овде ќе додеш, ма вака на кај шишкиве, ко да решаваш ребус. Целта ти е да покриеш шо поголема површина со 3 влакна. Не знам зошто ние машкиве секогаш се правдаме која ти келавиме. Абе, тоа е нормално, море ме сваќаеш. Тоа е затоа што имам многу тестостерон, брат. Жити се најмило. Нели од тоа треба да растат влакна место да паѓе. Гарант орангутанин в џунгла, што прцет по 10 мајмунки дневно, немет ич тестостерон во нив. Заш јас келјав мајмун немам видено.